Почитувани, власта која што е на чекор од заминување сега навлегува во суштинско менување на закон кој што ја регулира сета културна дејност во Република Македонија преку менување во закон за јавен интерес во културата. Предлог законот кој што од следната работна недела треба да се најде пред пратениците воопшто не ги исполнува методолошките и номотехничките стандарди за изработка на прописи од ваков тип. Правните празнини и недоречености во него отвараат можност за мноштво проблеми во неговото спроведување, односно за негово толкување што отвара простор за арбитрирање на власта во процесот на толкување и примена на едно вакво законско решение кое регулира клучната идентитетска област на една современа држава. Предлог текстот е изработен и протнат до собранието на мала врата и без соодветна стручна и јавна дебата, за да се изврши со него целосно преформулирање на националниот и на државниот интерес во јавен интерес. Целосното бришење и ништење на националниот и државниот интерес во културата е без преседан во законодавствата на европските и современите демократии. Без општ консензус во дефинирањето на државниот, националниот и јавниот интерес, ваков закон уште на самиот почеток е неодржлив. Од гледиште на меѓународната културна соработка, што е показател за односот кон едно од трите стратешки одредници на европската надворешна политика, целосно е исклучено дефинирањето на меѓународната културна соработка и културна дипломатија, остварувањето на државниот и националниот интерес во нивната презентација пред странски публики. Се наметнува впечатокот дека со ваков закон власта се обидува да ја ослободи државата од бројни важни и репрезентативни национални установи, препуштајќи ги на локалните самоуправи без неопходна издржана анализа, без соодветна стратегија и методологија, без диференција на установите и нивната државна, регионална и локална важност. Ово остава впечаток дека изготвувачот на законот има само една и единствена цел – под плаштот на децентрализација во културата, да го симне товарот на финансирање и поддршка на бројни успешни и репрезентативни национални установи и тоа да им го препушти на општините. Истовремено, предлог законот ги укинува и националните пензии на врвни репрезентативи на македонската култура со дрско образложение дека тие не придонесуваат за развојот на културата, сметајќи ги за ставка трошок во државниот буџет. Законот според власта треба да предвиди зголемен, но не дефиниран обем на дискрециони права на министерот за култура, со што инсистираме на повлекување на текстот и отварање на широка дебата за законското дефинирање на правата на министерот за култура, со што би се спречиле идни односи во културата градени на волунтаристички, арбитрарни и клиентелистички основи. Од тука сега само ќе предочам неколку загрижувачки факти од обидот на власта за длабоко навлегување во културната сфера. Целосното бришење на предзнакот национален интерес, кој што би се заменил во јавен, со што се брише македонскиот карактер на културата, а таа станува култура на недоволно дефинирана заедница. Јавниот интерес во културата е заеднички именител и за државниот и за локалниот интерес во културата, но тие интереси не се јасно дефинирани во предлог законот. Новиот предлог закон не нуди нови елементи на развој на културата и во себе не содржи јасно утврдени мерила и критериуми кои би овозможиле квалитативна селекција и поддршка на проектите од областа на културата и рамноправен третман. Со други зборови, во смисла на законот, културата не е воопшто дефинирана. Овој закон овозможува некои субјекти под превезот јавен интерес да добијат повластување за реализација на нивните проекти, исто колку и националните институции и стожерите на македонската култура, уште поверојатно наместо нив. На ова се надоврзува и укинувањето на титулата национален уметник. Се укинува поттикот на уникатно творештво, исклучителноста на делото, високи вредности во уметноста, се укинува било каков критериум во културата за сметка на останатите кои сакаат да бидат уметници, што значи деградирање и релативизација на успешноста и достигнувањата на македонската култура. Во делот на финансирањето не се нуди нов модел за финансирање, туку се воведува само нов, уште еден конкурсен рок, што доведува до субјективно оценување заради евидентното отсуство на критериуми и мерила. Воедно, предлог законот предвидува и објавување на адхок повици за други конкурси, што пак е во директна коализија и укажување на непостоењето јасна стратегија за развој на културата.
Предлогот за повеќе годишно, односно тригодишно финансирање на начин и постапка пропишани со општ акт донесен од Министерот за култура, повторно укажува на субјективност и произволност во спроведувањето на повиците. Почитувани, ова е предлог закон во кој што директно се вградени политичките решенија на власта, политички инструмент за остварување на интересите само на поединци. Овој предлог текст е креиран во согласност со интересите на мала група поединци кои се дел од комисиите и групите кои беа именувани од Националниот координатор за култура Роберт Аладјосовски. Со други зборови, со ваков предлог закон, власта во заменување сака да создаде амбиент за да се фаворизираат и понатаму поединци и целосно да ја покрие нивната активност и дејност во сите фази со неизоставна законски утврдена поддршка од државата. Благодарам.